Како да се преживее во општество преплавено со говор на омраза? Прашуваме универзитетската професорка Викторија Трајков. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Благодарам за поканата. Впрочем, професорке, поводот и за вашето гостување денеска во Македонија наутро е сличен случај како со психологот од Јосип Брз Тито, со ваша студентка која што беше жртва на говор на омраза на социјалните мрежи. Ке ни кажете што се случи? Да, се случуваат работи за кои што јас сум првенствено како млад човек, како жена, како мајка на две деца, како професор на универзитет и така натаму фрапирана. Затоа што мислам дека се она што им се случува на оваа млада генерација или така наречена сайбер генерација е надвор од нормалата, можеби и од нормалните текови на животот кои што треба да бидат. Инаку конкретно за случајот, кај нас имаше еден таков случај на студентка која што беше жртва на таа говорна омраза на социјални медиуми, за еден случај кој што исто така и медиумите беа заинтересирани и така натаму, меѓутоа некако решивме да го зачуваме во поглед на рамките на да биде меѓу професорите и родителите, за да се затвори на еден подобар начин заради детево да може да продолжи понатаму. Ки се задржам на неа. Како таа го поднесе сево ова? Многу тешко, затоа што сепак се работеше прво за девојче, кое што сега почнува да студира, направи на ненамерна грешка за која што никој не ја прости, иако тоа е сосема детска работа. Многу лошо и многу требаше работа за да може детево да се врати назад. И неслучајно ги споменуваме жените и истражувањата велат дека токму најтаргетирани се жените на социјалните мрежи како жртви на говор на омраза. Тоа жени кои што се носители и на јавни функции и јавни личности, но и жени кои што апсолутно немаат врска со јавниот живот, па еден ваков случаен и ненамерен коментар ќе предизвика бура. Секоја жена на свој различен начин е убава и кога ќе излезе на социјални мрежи, секогаш е веројатно потенцијална жртва на говор на омраза. Лошо е што и чудно е што тоа така се случува кај нас, меѓутоа тоа може би го препишувам на менталитетот, затоа што не толку често луѓето кај нас простуваат и убавина, но и успех. Така што мислам дека многу суштествено треба да се работи на сето тоа. Жртви се поготово жените во јавниот живот, особено во политичкиот живот. И затоа веројатно и меѓународните организации кои што ни помагаат сите овие години да можеби се издигнеме над секоја таква ситуација. Ја поздравувам секоја иницијатива, особено на Националниот демократски институт и на останатите институти кои што работат во нашата држава, да ни помогнат да споделиме едни искуства за кои што светот како се справува, како се справуваме ние. Навистина е лошо кога се она се чита по социјални мрежи, особено за навреди за личниот, за изгледот, за се она што е како пакет прикажано на социјални мрежи, а не се гледа она колку вреди самата девојка. Се чувствувате вие лично комфортно на социјалните мрежи? Сте биле жртва на говор на омраза? Апсолутно не. Јас секако сум и дел од политичкиот живот во државата. Многу често се наоѓам како мета на негативни коментари на социјалните мрежи. Не велам дека нема ни позитивни коментари, меѓутоа најчесто тоа го прават ботови, така наречени лажни профили, кои што се гравитираат на социјалните медиуми, меѓутоа знаете тоа е дел од еден да речам приватно јавен живот кој што нели ние го споделуваме на социјалните мрежи и некако мора да се барем казнивоста на сето тоа да се поработи. Ке продискутираме за тоа. Пред малку психологот од средното Јосип Брз кажа треба да направиме собствен одбранбен механизам, колку и во која мера тоа може да допре до вас. Кој е вашиот механизам? Апсолутно, кај мене најмногу помогнале веројатно родителите, затоа што веројатно јас како и од многу мала сум растена во медиум, па тој медиски притисок го имам осетено на своја кожа, меѓутоа луѓе кои што подоцна или никогаш не се нашле во тој медиски простор, веројатно многу им е чудно и навредливо, од друга страна и многу тешко да се соочат со еден ваков притисок. Мислам дека образованието е клучниот момент, односно кој професор, односно која наставничка нели од многу мали
години ќе ти го направи тој одбрамен механизам спрема околината која што се наоѓа, секако родителите кои што апсолутно треба да бидат отворени во разговорот. Не случајно ве прашав, бидејќи суштината на целиот овој разговор е како да се остане здрав, смирен и безбеден, гледајќи во очи на енормното ширење на говорот. Да, многу е тешко бидејќи се читаш за самиот себе и кога ќе го видиш коментарот кој што нема апсолутно никаква врска со тоа што си ти, се викаш па чекај, јас сум се потрудил сега, нели, да магистрирам, да докторирам, да напишам научен труд и така натаму, да представам нешто во најдобро светло, а коментарите се сосема во друга насока. Мислам дека се претворивме во нација на сајбер тетки кои што цело време коментираме се негативно и се нешто не смета и се нешто не чини. Меѓутоа сметам дека треба секој од себе да трни и да поработи на сопствената самодоверба, па после тоа да може да ја манифестира врз останатите. И истражувањата потврдуваат дека она што ги поттикнува и индивидуалците и групите да шират говор на омраза на социјалните мрежи е токму неказнивоста. Истражував на оваа тема, во Македонија имаме регулиран говор на омраза со кривичниот закон во член 394 и 319. Имаме и други закони, како Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Законот за спречување и заштита на дискриминација, Закон за граѓанска одговорност за клевета, но праксата вели дека многу ретко сторителите се казнуваат и дека најчесто дури и да се казнат, се казнуваат со многу благи казни кои што секако нема да ги одвратат повторно да го сторат делото. Точно, ние имаме законска регулатива која што нели можеби не се почитува доволно за да може да се служи за пример за останатите кои што ќе посегнат по вреѓање и по се она што е лошо и како се нарекува говор на омраза на социјални медиуми. Веројатно скандинавските земји се најдобар пример за тоа како се соочуваат и колку одговорноста во тој поглед е регулирана. Иако можам според истражувањата па јас кои што ги правам, нели бидејќи предавам и политички маркетинг на универзитет, се дека пак Америка е некако земја па нема регулирано бидејќи тоа се спојува, односно нели се судира со моментот на слобода во говорот. Меѓутоа верувајте ми дека во една таква земја која што е огромна, која што живее толку голем број на народ и така натаму, никој не си дозволува да фрла дрва и камења по некој затоа што е убав, затоа што не знаме плав, жол, црвен и така натаму, или да има ваква блуза или онаква блуза, или ставила сукња малку по-кратка или по-долга. Сметам дека ние треба да го како нација, како држава треба да го надминеме моментот на вреѓање и на се она кое што значи успех. Ги споминавте скандинавските држави како пример за држава која со најдобра казнена политика го има изрегулирано овој сегмент. Како? Го имаат регулирано нешто слично на нашиот закон, меѓутоа се доследно се почитува. Тоа е разликата, затоа што кај нас ние имаме секакви закони и се некакви стратегии носиме 30 години, меѓутоа доследно не ги почитуваме или секоја година носиме се ново, нешто ново, меѓутоа на крајот нели имплементацијата е многу ниско ниво. Сметам дека ако се земе примерот на скандинавските земји, односно доследно го почитуваме и нели нашиот закон се како да кажам се почитува, но и со така и мерките кои што се пропишани со законот на крајот на денот ги стигаат сите оние кои што нели пишуваат и така натаму. Сметам дека можеби тука веројатно ќе биде тој пресврт каде луѓето ќе си дозволуваат или не да вреѓаат. Колку двете страни за крај како да сумираме, колку двете страни на приказната и едукативниот момент, бидејќи психолозите велат дека подобро е да спречиме отколку да лекуваме, но и казнената политика се неопходни за да постигнеме успех во целата оваа приказна. Потребни ли се многу повеќе кампањи, многу погласно говорење на оваа тема? Сметам дека образованието е клучно, уште од најмала возраст, децава да бидат отпорни на секакво влијание кое што доаѓа од моментот на дете по хиперактивно во самиот клас, кој што нели ги вреѓа останатите, има потреба да биде доминантен и така натаму. Имам личен пример од мојот син, каде што сега веќе 6-то оделение, кога беа прво, второ оделение, и знаете, секој дете е различно само за себе и е на крајот на денот дете. Меѓутоа наставничката најде некој механизам каде што ги седнува и решаваат конфликти, отворено зборуваат и така натаму. Тој момент на отворено зборување е веројатно најдоброто решение за сето ова.
Меѓутоа, исто така, низ процесот на растење и развивање во поглед на сето ова, сметам дека кога веќе се полни 18 години, веќе си треба тој да одговараш пред законот, тука треба законот да влезе, да стапи на сила и во животот на сите, бидејќи одговорноста сепак мора да биде едно начело во оваа држава за да може да одиме напред. Гласното говорење е еден од начините како се прават промени, ние ќе го правиме тоа, професорки, во периодот кој што следува. Благодарам за денешното гостување.